Врвот Лотце на Хималаите, висок 8516 метри, е последниот успешно исполнет предизвик за професорот и доктор на Институтот за судска медицина и криминалистика Златко Јакјовски. На највисокиот врв на светот пак, Монт Еверест, тој успеа да се искачи минатата година и сега му недостасуваат само 2 од листата 7 светски самити, која е посакувана цел за исполнување на секој високогорец или алпинист. Што го мотивира еден човек и која е причината за одново и одново враќање во така наречената зона на смртта? Како се постигнува тој баланс меѓу свесно преземените ризици по здравието и животот и среќата која ја предизвикува хоризонтот кој се отвора пред вас тогаш кога вие сте на врвот? Кои се неговите најубави искуства од планините, а кои се најризичните, што го научиле на важни животни лекции? Тоа ќе го дознаеме во следните минути, во кои јас ве канам да бидете заедно со нас и новото издание на Fairplay. Планината со себе си носи многу убавини, секако е еден многу голем предизвик, но очигледно создава можеби некоја мала зависност, тоа чувство кое луѓето кои уживаат во природата на планината, но и тоа искачување и постигнување некоја цел, па ги тера одново и одново таму да се вратат. Дали е така? Низ призма на човек кој што тоа веќе неколку години го прави, ќе дознаеме во ова издание на Fairplay. Задоволство ми е што ја прифати поканата да биде мој гостин, доктор Златко Јакјовски. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Какви се вашите тазе впечатоци овој пат од врвот Лотце? Дали некако успеавте, што се вели, да се вратите во реалноста, или тогаш кога имате вакви предизвици ве држи малку подолго тоа убаво чувство што таму го имате? Па впечатоците се прекрасни, од проста причина што целта е постигната. Убавото е што се беше според планот, се искачивме на време, се спуштивме на време, без никакви последици здравствени. И бидејќи мојата динамика на живот е таква да јас немам многу време за прилагодување, со работни товарски и други обврски мора подитно да се вратам во реалноста и никој не те прашува дали можеш или не да го издржиш тоа, но во секој случај вратен сум во реалноста, со убави емоции, убава енергија и убави впечатоци кои што ми даваат поттик и мотив за понатаму во животот за други успеси. Зошто Лотце беше и за вас, како и за многумина други, врв на кој сакате да се најдете, што го прави можеби најинтересен и најспецифичен, пошто е најразличен од останатите кои му се во близина, например Монт Еверест? Да, значи Лотце ми дојде како желба минатата година кога го искачував Монт Еверест, заради тоа што поголемиот дел од рутата која што оди кон Монт Еверест, почнувајќи од камп 1 па нагоре, е доминантно на планината Лотце. И всушност тоа е и еден од најтешките делови, каде што се наоѓаат во подножјето камп 2, па понатаму камп 3, камп 4. И тој дел од планината се вика Лотце Фейст, која што представува една ледена вертикала, баш буквално вертикала, која што се искачува до камп 3, до камп 4 се извинувам, од прилика 2 дена. Плюс како мотив ми беше тоа што Лотце е за нијанса малку потехнички врв од Еверест, бидејќи последната рута од камп 4 до врвот се искачува низ кулуар. Значи тоа е еден засек помеѓу планина, помеѓу карпите, и вие влегувате во кулуарот и буквално таа, да кажам, авантура трае негде меѓу 8,5 и 9 часа, вие висите на јаже под околу 70 степени нагиб и буквално со раци со нозе го качувате тој кулуар и представува еден вид на спортски предизвик во секој случај, но исто така кога ќе го совладате сето тоа, вие всушност сте исполнети и среќни заради тоа што сте направиле некој што
во светски рамки многу ретко го прави. Малкумина, да. Се извинувам, малку ќе ве прекинам само околу објаснување на таа јужна страна и северо-западна страна на врвот или планината. Според она што го пронедов, таа јужна страна е прилично кобна, значи премал е веројатно бројот на луѓе кои што успеваат со тој предизвик, а северо-западната е таа која што да речеме по стандардна некоја рута за искачување, објаснете ми го ова. Значи јас го качував низ непалската страна, која што е точно низ тој кулуар и е наексплоатирана, заради тоа што е побезбедна во однос на другите насоки. Има уште една непалска страна која што оди по самиот срт од едно селце кое што се вика Чукунг и ретко кој го искачува тоа. Но исто така има уште една насока од тибетската страна која што е доминантно на Карпа. Бидејќи сепак и самата висина над 8000, така наречена dead zone, зона на смртта, е доста ризична за нас планинарите. Јас сепак ја одбрав оваа по експлоатираната маршрута преку Лоце кулуарот, од проста причина што не сакав да си додавам дополнителни ризици по однос на мојот живот. Добро, dead zone секогаш така звучи како што звучи и така е како што е, меѓутоа вие сте медицинско лице и веројатно уште подобро од останатите и посвесно некако посвесен сте што се случува во вашиот организам кога таму ќе се најдете. Прво, може ли да се присетите на вашето прво такво искуство, значи кога дојдовте на висина каде сериозно концентрацијата на кислород е намалена, како вие реагиравте тогаш? Добро, значи со овие висини каде што почнува недостаток на кислород сум се запознал десетици години назад, почнувајќи од Алпите, па понатаму Јужна Америка, Кавказ и така натака, Киргистан. И знам дека мојот организам сигурно до 7000 метри поднесува таква висина, заради тоа што сум се искачувал повеќе пати без користење на кислород. Но над таа висина, каде што веќе на вистина е многу намалена количината на кислород, тогаш, бидејќи јас сум медицинско лице, знам дека настануваат иреверзибилни оштетувања на нервното ткиво. Нервното ткиво е такво ткиво кое што нема моќ за регенерација. Тоа значи дека таа нервна клетка што ќе умре, умрена трајно и при тоа највеќе страда мозокот. А кој дел од мозокот? Тоа е кората од мозокот, која што всушност нас не прави да бидеме луѓе. Значи, нас кората ни ја дава нашата свест и човек без кора е буквално билка, како да кажам. Значи, функционира нагонски, не може да резонира и така натака. Заради тоа, јас над 7000 метри секој пат користам кислород. Минатата година за прв пат се почувствував загрозен по мојот живот, од проста причина што кога се качувавме на Еверест, минатата година беа исклучително тешки временски услови со јак ветар, со ладни температури, со снежни наноси и целиот наш тим остана со недостаток на кислород, имавме смртни случаи и така натака. И всушност од 8600 метри од едно место кое што се вика Балкани, јас останав без кислород, преноќив во камп 4 и следниот ден се спуштив во Лоце камп, од каде што тргнав оваа година према Лоце, каде што добив боца со кислород. Така да, јас успев да го преживеам тоа, како не знам, но имав последици по однос на моето лице. Значи, јас бев со смрзнатини на лицето, отечен. За среќа, други промени на моето лице немаше и долго време бев конфузен. Искрено, Еверест лани не го доживеав во таа мера како што сум го доживеал Лоце оваа година или некои други врвови, од проста причина што бев многу исплашен за својот живот. Едноставно, како да сте пијан и не ги гледате работите реално, чисто и така натака. 20 мај, 11 часот, Лоце, уште еден освен врв. За жал е магливо, ништо не се гледа. Добро се осеќам. Ево погледот од Лоце.
имало ли до сега во вашите искуства многу ситуации каде што сепак сте сакале да се откажете и да се вратите назад или не? Во мојот живот не сум се откажал ниеднаш, освен доколку временските услови не го дозволиле тоа. Значи, еве, пред неколку години, мислам дека беше 2000-та година или 2019-та, заради лоши временски услови, ние не се скачивме на врвот Ленин. Тоа е во Киргизстан. Стигнавме до последниот камп, времето се расипа и се симнавме Значи, долу, место до чекавме некој- 2 недели, не се поправи и тоа е си тоа, отидовме да. дома. Да, исто така е понизок врв, на пример, Гранд Парадизо, не сум го искачил, сме стигнале до последниот дом, следниот ден требаше да трнеме, се расипа времето и се вративме. Значи, тука мора да работи разумот, заради тоа што вие со природата не може да се борите. Ако планината реши тој ден да не ве пушти, нема да ве пушти. Нема да одите Значи, таму каде што сте треба наумиле. да си ги извагате вашите можности и реалната ситуација. Никако да не го ставате вашиот живот во ризик или пак животот на екипата. Заради тоа што тука не одиме сами, одиме екипно и сепак доколку постои некој неразумен во тимот, треба да му се објасни дека ако се проложи на таква експедиција, може би е погубно и за него и за цел тим. И добро, и покрај овој ризик и да речеме некои за среќа минимални последици кои ги имавте минатата година, тоа не беше причина за вие да се предомислите и да не продолжите со нови искуства во планината. Ајде сега со ваши зборови, затоа што сите некако го бараме тој одговор од страна, кои само ја следиме целава ситуација. Зошто? Чи зошто повторно ризик, зошто повторно во зона на Па смрт? гледате, во животот ништо не може да добиете ако не ризикувате. Значи, тука можеме да збориме и за бизнис, може да збориме и за спорт, или за било каков друг животен преризик. Бидејќи ја имам работа таква каде што секој ден гледам смрт, а таа смрт настапила во најголем број на случаи во земни услови, каде што отприлики има контролирани услови за нормален и безбеден живот. Така да вие не знаете кај ви е судбината и мислам дека вие лично треба секогаш кога правите нешто да го превенирате тоа, да го намалите ризикот. Јас знам точно каде одам, знам што се може да се случи, тоа што е од човечки аспект, јас гледам да бидам максимално безбеден. Значи со тоа што го имам како искуство, тоа што го учам таму на лице место, што вие секој пат ќе научите нешто ново. Таков е животот, нели никој пат не може да биме најпаметни, се да знаеме, но тоа што таму може да демне и да биде опасност каде што човекот е немакен, тоа се тие природни непогоди. Например, може да падне лавина, вие тоа никош не можете да го предвидите. Например, ние дека спиеме во камп Бейскемп на Еверест на 5300, значи по 5-6 лавини слушате во тек на денот, ноќта исто така. Сега траките се така направени стазите каде што се очекува да има најмал ризик од лавина. Значи луѓето таму е трасирале таа патека, односно шарпасите. И едноставно се надеваш дека ќе биде се окей и продолжуваш нагоре. Тој страв, чувство на страв, особено од смртта, веројатно едно од најизразените, можеби број еден страв што го имаат луѓето или секој човек. Вашиот став кон тоа прашање се промени откако се најдовте на тие височини или не? Во смисла, дали се намали тој страв? Гледате, стравот не може да се намали заради тоа што најголемиот човеков инстинкт е инстинктот за живот. Да. Секој еден нормален човек, значи го има тој страв, секако дека јас го имам тој страв, јас размислувам, не сум спиел некој пат со ноќи, оваа година беше така, иако сум го поминал тој пат, знам како е, сепак во вас работи висока доза на адреналин, разни мисли, разни ситуации и се надевате дека ќе биде се добро. Се најдобро. Да. Кажавте нешто што еве го запомнив, дека е важно човек да не се прави секогаш паметен. Има такви кои знаат повеќе од нас. Ќе го споменам доктор Сашко Кедев, со кој што разбрав дека се познавате лично и дека сте размениле искуства на темава, природно. Меѓутоа, има ли некој совет што ви го дал, што ви е некако најдрагоцен, а е поврзан со однесувањето во планина? Значи, ние двајца, бидејќи сме доктори, професори и многу добро знаеме што може да се случи при едни вакви високогорски искачувања, секој пат споделуваме мислења меѓу себе, но тие ги споделуваме помеѓу нашите пријатели и на јавни настапи. Заради тоа што убаво е кога ќе слушнеш
и од научен, и од стручен, и од практичен аспект некои работи како се вистините. Јас со него си имам консултирано повеќе пати, заради тоа што тој сепак е поискусен, искачил многу повеќе планини од мене. И за мојот, да кажам, проект Seven Summits, седемте највисоки врвови сум се консултирал, но и еве и оваа година се сретнавме во Everest Base Camp, каде што Сашко Кедев, бидејќи тој се качи од прилика 7-8 дена пред јас да се искачам на Лоце, ме повика на кафе, вика Златко дојди да се видиме да испиеме на кафе и ми кажа каква е ситуацијата на тој кулуар на Лоце, заради тоа што јас имав слики и видео од минати години каде што кулуарот се качува доминантно измешан снег и карпа и камења, што е многу ризично заради тоа што при тоа качување тие што се пред вас ги буткаат камењата и може некој да ве удри. И тој ми кажа, јас бев, нема опасност од карпи, заради тоа што многу снег паѓаше оваа година. Цел вика кулуар е покриен со снег, што за мене, например, беше многу леснителна околност и психички ме смири. Заради тоа што и на пониски планини кога одите, коите низ таков мешан предел кулуари каде што има карпи со снег и камења, е многу ризично. Никош не знаете кој е тој над вас кој што може да сруши голем камен и да ве погоди, и тоа е буквално како торпеда, значи може да ве покоси вас и цела линија на назад, што е зад вас. И едноставно ми дае така едно убаво смирување на душата. Се разбира дека телото и физичката подготвеност, кога е подобра, во секој случај е олеснителна околност, затоа што таму горе треба некако психата да биде мирна, но кога немате сила или кога, не знам, просто вашата мускулатура можеби не е подготвена, се е потешко. Во таа смисла, имате ли некој специфичен тип на тренинзи? Има ли некој тренер, човек кој што ви помага со цел вашата сила и кондиција да бидат најдобра во тој момент? Да, тренер немам, но имам партнери. Што значи тоа? Дека јас во текот на седмицата, неделата, се качувам на водно околу 2-3 пати. Викендите гледам да ги искористам за долготрајни тури по шарпланина, кораб или можеби на Караджица, зашто ни се многу блиску, каде што минуваме од прилика помеѓу 20, 25, 30 километри, висински разлика од околу 1500 метри, кои што едноставно го навикнуваат човечкиот организам на такви исцрпувачки дестинации. Исто така, од прилика 2 до 3 пати трчам на кеј по 10 километри. Трчање, добро. Трчање и одам исто така и во еден фитнес клуб каде што доминантно работам на еластицитет на моето тело. Заради тоа што не е работата вие само да имате мускули, многу е важно колку вашиот организам ќе биде флексибилен и еластичен. Заради тоа што на тој начин вие намалува ризикот за повреди и препреките ги совладувате многу полесно. Во овој контекст се случува за жал често пати млади луѓе, да речеме на 30 и нешто години, кои се физички во одлична подготвеност, кондиција и така натаму, некои работи се мерливи, па човек може да е свесен нели до кој левел е подготвен пред таму да замине. Значи има примери на такви луѓе кои сепак настанува брза смрт, да ја наречеме така, наеднаш, и потоа нели се отворени прашањата, па како, па зошто тој беше здрав, силен човек, витален и така натаму. Овој дел може ли да ни го објасните? Можам. Едноставно се разликуваат организмите? Некој не може Апсолутно да. Значи секој организам е различен. Еве сега ќе ви кажам, ние да испиеме едно кафе, едно еспресо да кажам. Тоа еспресо нема да делува исто кај вас и кај мене. Зошто? Вие сте женско, јас сум машко, вие сте една возраст, ја друга возраст, вие сте во еден хормонален статус, јас во друг, вие имате еден стил на живот, јас имам друг стил на живот, можеби некој од нас има некаква болест во тој момент. И кафето нема да делува исто кај нас двајца. Сега, кога одиме на тие планини, исто организмот реагира различно на тие недостатоци на кислород. Тоа што е круцијално и луѓето го занемаруваат или некако не го сваќаат сериозно е тоа што брзо се качуваат на планина. Односно брзо ги постигнуваат висините. А баш напротив треба постепено вие да се искачувате и да се спуштате, заради тоа што на организмот му треба време
да се аклиматизира. Зошто е тоа така? Сега пак од медицински аспект ќе ви објаснам, заради тоа што како вие се качувате нагоре, ради тој недостаток на кислород, коскајната срцевина продуцира повеќе еритроцити. И сега вие ако брзо се качите, не дозволувате доволно време коскајната срцевина продуцира доволно еритроцити и не може да го абсорбира тоа количество на кислород што е во тој момент достапно. Од друга страна, ако вие брзо се качувате и не внесувате доволно течности, организмот ќе дехидрира. Значи, мора и вие во континуитет да внесувате течности, заради тоа што со таа брза продукција на еритроцити крвта се згуснува и може брзо да дојде до настапување на тромбоза, например, и така настануваат тие пулмонални емболии, тромбози, оток на мозок, оток на бели дробови. Таа е таа првата грешка кога луѓето брзо се качуваат и не му овозможуваат на организмот да се искачи. Друго, многу е важна улогата на користење на суплементи. Значи, минерали, витамини, електролити мора да се пијат, заради тоа што храната таму што ја јадеме не е богата со тие елементи. Водата што ја користиме е топен снег, кој што исто така не содржи електролити и минерали. И вие мора на организмот да му даете точно тоа што му треба. Пак некои луѓе тоа не го прават, мислат дека се супер мени или така натака. И друга многу важна работа е што вие пред додите на нека ваква експедиција мора да направите лекарски преглед. Ја предпочитам, значи, во спортска медицина. Еве имаме две институции на медицински факултет кај што ја работам, сме одлично опремени, стручни професори, луѓе вработени, каде што точно ќе ви кажат во каква состојба е вашиот организам. Во главном овие компании кои што ги организираат овие екстремни експедиции ви бараат лекарско уверение. Некои не бараат. Јас лично и да не ми бараат си правам сам за себе. Точно сакам да знам мојот организам какви има физички параметри, која ми е мојата биохемија, да знам доколку нешто не достига да го коригирам или да си бидам едноставно мирен дека сум добар здравствено и можам да продолжам на експедиција. Јасно ми е дека, нели, самиот кажавте, таму има адреналин, има некоја цел, фокус, уживање таму каде што сте во моментот, но има ли нешто што редовно чувствувате дека ви недостасува, особено кога зборуваме за храна, пијалоци, тогаш кога сте во планина? Пример, нешто што на целиот тој товар што го носите, би го понале со себе, ама едноставно нема логика и нема место да оди таму со вас. Па, домашната храна е незаменлива, така да секој пат умот вие кон тој вкус кога ќе си дојдете дома и, например, ќе јадете полнета пиперка или мусака, така, тоа таму го нема. И едноставно, гледате се, ако се качувате на тие висини, таму работи животниот инстинкт. Значи, вие не размислувате на некој јадење. На гозба. На гозба не размислувате, и заради тоа што го има, евентуално ако може да изберете што ќе јадете тој ден, е добра работа. Но и таму многу не се јаде. Значи, организмот вас не ви бара многу храна и ние всушност се форсираме да јадеме малку повеќе, заради тоа што таму катаболизмот е многу побрз. Со тоа што вие само таму престојувате, не мора да се движите, организмот вас брзо се троши. Тоа не е место каде што ние всушност треба да живееме. Ние сме таму само привремени гости. Што би кажале за оние кои што се привремени гости, ама инсистираат и сакаат имаат некоја нивна цел да одат на големи височини без боца кислород? Нека им е со среќа. Само тоа, така? Да. Друго немам што да кажам. Оваа година имаше 8 смртни случаи, 6 од тие 8 смртни случаи се луѓе што не користат кислород. Точно ги знам луѓето кои се, ги има по име, објавени се, точно каде се најдени и така. Значи, објективно, ако одиме со разумот пред се, тогаш не треба да биде опција тоа, така? Меѓутоа, секој си го прави својот избор. Гледате, Кими Шерпа, еве, отворете го на Инстаграм, тој човек си има 30 пати качено на Еверест. Значи, збориме за светски рекордер, кој што не знам кој кога би го престигнал. Кими Шерпа се качува со кислород. Значи, не оди против. Да, понатаму другите шерпаси кои што се исто така извикани и се многу познати во нашите кругови, секој пат нагласуваат дека качувањето на овие осумилјаници тие, значи, предпочитаат и кажуваат да се качуваат со кислород. Зошто? Значи, луѓето кои што живеат во тој регион, тоа се тие шерпаси,
племе шерпаси имаат 5 различни гени кои што ние ги немаме, кои што му возможиле на организмот да се аклиматизира на тие услови нормално да живее. Ние тие ги немаме. Значи ние имаме гени за да живееме во овие услови. Има првиот човек кој што го има качено Еверест и другите 8 милијадници без кислород, тоа се 14 врва, е Меснер, Рейнолд Меснер, кој што има 3 гени кои што ги имаат шерпасите. Зошто? Тој е роден и живее во Тирол. Значи збориме човекот е роден на 3000 метри. Јасно. Така да тој од старт има генетска предиспозиција, плюс и долго време живеел таму, се аклиматизирал за да може да ги издржи тие напори. Сега вие да отидете за месец-два да го направите тој да се вратите жив здрав е малку подискутабилно заради тоа што времето е кратко, организмот ваш Речиси невозможно на некој. Возможно е, Да. ама пак ќе кажам тоа се ретки луѓе кои што го прават. Детски поздрав од Лоце. Многу јако. Моја втора осумилјадарка. Лоце, Поздрав за сите. Агазар, Ја сакам Македонија. Панцаи, Сора Митор. Шерпасите, Биркач и Карма. За жал и магливо. Не се гледа ништо, но што да правиме тоа е. Важно врвото искаче. Нас поздрав. Тој живее Македонија. Кој е најубавата слика или најубав хоризонт до сега кој што сте го виделе при искачувањето? Затоа што не забораваме, важно е какви ќе бидат временските услови. Точно. Да. Значи имам две сцени кои што никогаш не можам да ги заборавам и не се од Хималај. Тие сцени се од Денали, значи тоа е највисокиот врв во Северна Америка на Аљаска, каде што навистина гледате едни неверојатни предели, филмски предели. Тоа се огромни планински масиви со глечери и понатаму надоле гледате и бескрајна шума. И уште еден поглед, тој од Гросглокнер. Тој е символот на алпинизмот во Австрија, каде што буквално ги гледате сите Алпи околу вас. Се разбира доколку времето е убаво. Сега, можеби ќе сум имал и убави гледки на Еверест минатата година или ова година на Лоце, но ова година на Лоце паѓаше стек, имаше магла, но окей, ние го одбравме тој ден да се качуваме, заради тоа што знаевме дека ќе нема ветар. Значи, ветарот е тој што всушност најголеми проблеми прави, тие ниски температури, значи уште повеќе ги намалува. Да. И заради тоа, можеби ќе сум имал убави гледки од таму, но заради временските услови сум ги немал, но овие две гледки од Денали и од Гросглокнер ми биле најфасцинантни. До сега најфасцинантни. Што е и што вам ви е потешко, искачувањето или симнувањето? Па двете се тешки. Симнувањето е процес каде што вие веќе сте уморен, деконцентриран, веќе сте полн со самодоврва бидејќи сте го искачиле врвот. И најголем број на несреќи се случуваат при спуштање. Да, ради и таа малку еуфорија. И таа еуфорија и гледате и времето некој може и лошо да го искалкулира, па да дојде до промена на временските услови, да се стемни така натака, температурата паѓа веќе ако почне да се темни. Мене искрено и двете ми се подеднакво захтевни, не само качувањето, туку и спуштањето. Заради тоа што кога се качувате нагоре, вие активирате една мускулна група. Кога се спуштате надолу, тоа е друга веќе мускулна група. Не е исто. Например, оваа година од Лоце, бев и минатата година на Ама Даблам. Значи, тоа се тешки вертикали. Да. Значи, збориме, вака ќе погледнете надолу, се чуите како сте се качиле. И некој пат не може да се спуштате со една техника наречена абзел, кога се спуштате со јажето во раци и грбот ви е свртен према лицето ви е према снегот. Да. Заради тоа што и други луѓе се закачени на тоа јаже, некои се качуваат и не може, па мора се спуштате на друг стил, односно со лицето према напред. И тогаш е поголем напорот за мускулатурата, чизмите што ги носиме се многу кабасти, цврсти, заради тоа што треба да не заштитат од снег, од ветрови и така натака. И на местото на допирот, каде што ви е континуирано, имате притисок, чувствувате болки на стапалото и така натака. Значи мора да се внимава на се и повторно ќе кажам да го искалкулираш и нивото на кислород при спуштање, течности обавезно, може да останете без течности па да дехидрирате,
тоа дополнително е намалува вашата физичка сила. Многу параметри се опрашање кога навистина треба да сте спремни од почеток до крај да ги запазите. Да, се намалат сите ризици буквално. Јас лично сум била сведок на ситуации, особено во зимски услови, еве во нашиве ски центри, каде што луѓе имале голема среќа да, истовремено кога нив им се случува незгода, во близина има медицинско лице што е дојдено да ужива можеби, но тука ќе укаже вистинска и соодветна медицинска помош. Овие експедиции секако подразбираат и обуки, така, за како да помогнете некому ако е потребно, па и сами од себе. Меѓутоа имало ли до сега ситуација каде вие требало некому да му помогнете да си го зачува животот или да му кажете прва помош? Добро, секако дека да сум имал такви услови, сум помогнал и сум многу среќен што се завршило добро и таа личност која што е моја многу добра пријателка. Добро. Повторно си планинариме. Океј, значи претпоставувам дека, не претпоставувам, со сигурност таму каде што сте некаде високо гори во поинакви временски услови не е исто да се укаже помош како овде. Да, значи се качувавме на еден висок врв над 7000 и доби вистинска болест. Значи буквално без глас, изнемоштеност и така натака. Земав незиниот ранец, шерпата што беше со нас, ја врзавме и дав соодветна терапија, инекции, лекови, така натака. Во текот на ноќта исто, следниот ден исто и супер. Заврши све окей, без никакви последици. Значи, навистина сум многу среќен што се заврши како што треба. Исто кога бевме на Алјаска, имавме две спасувачки интервенции. Пак со тие обуки кои што не се само здравствен аспект, туку и од технички аспект. Вие таму одите врзани во јаже, во случај некој да лизне или да падне во глечерска дупка, да може да го спасите. Точно тоа ни се случи 2 пати на спуштање. Еден романец кој што беше со нас во групата се лизна и падна во кулуар. При тоа падна баш многу длабоко, но ние што бевме останатите во тоа јаже, во таа наврска, го спасивме заради тоа што го задржавме и го спасивме. Понатаму, последниот ден, бев со двајца хрвати, водичот, јас и уште една хрватица, она беше во средина, како што одеше, се отвори глечерска дупка и пропадна. Пак ние се закопавме во снегот и ја спасивме заради тоа што таа беше врзана во средина со нас. И мора сепак вие да ги знаете тие техники на self-rescue, значи само спасување на тимот, но и да ги знаете и медицинските основни работи како би си помогнале на себе, но и да помогнете на другите. Имаме ние едукација докторите, зашто секоја една експедиција си има и своји доктори, имавме ние двајца плюс себе. И мене ме консултираат, кои што се многу спремни и во континуитет ги повторуваат работите. Значи не е само еднаш ти ги кажал ти си ги заборавил, него во континуитет се повторуваат за луѓето да бидат спремни. И секој пат ја буквално ги носам сите неопходни лекови, завои, за преврзување, средства за дезинфекција и така натака. Добро, мислам убаво е да се слушне ова, веројатно и чувството е добро дека да, тогаш кога има прилика, човек е способен добро да реагира, не е само дали знаеш туку и дали ќе можеш тоа да го направиш во моментот, да не паничиш и да не значи, многу е важно да не паничиш и да постапиш разумно и правилно. Во паниката можеш да сгрешиш, ќе го загрижиш животот на тој што е повреден или во лоша здравствена ситуација, можеш и себе. Реков уште на стартот 5 имате од тие 7 самити, еден од познатите предизвици, кои недостасуваат? Винсон ми недостига, тоа е на Антарктик. И последниот врв е во Австралија, кој што не е некој спортски предизвик, но е еден од 7 самити. Да, треба да се штиклира. Во овој момент треба да се штиклира. Тој е додаден како алтернативен врв, од проста причина што Карстен пирамид, кој што се наоѓа во Индонезија заради политички превирања, е моментално затворен и изминатија година затвори, никој не оди таму. И сите се пренасочија кон Австралија. Добро, планирате тоа да биде во блиска иднина или сега не ви е фокусот таму? Па, гледате, планирам, но главен проблем се финансиите, заради тоа што, еве, Винсон е многу скапа експедиција и треба наистина добро да се подготвам со финансиски менеджмент, за да можам тоа да го издржам финансиски. Нормално сега, значи треба време, треба многу контакти, пријатели, луѓе и така натака.
А за Австралија може да се отиде и на едно туристичко патување да се искачи тоа. Аха, да, то звучи полесно некако, да. Да биде две во едно. Добро, настрана тие, некои други од вашите најголеми желби за искачување? Па, секако дека ќе продолжам со искачувањето на 8.000-ници на Хималаите и во Пакистан, и во Тибет. Степ бај степ, значи не брзам, животот е пред нас. Како ќе има можности, така и ќе се прават плановите. А во Македонија, ова не сакам да го испуштам, заради тоа што се надевам, свесни сме какви се нашите планини, колкав процент од нашава територија е планински предел. Има ли некое место каде што најмногу уживате да одите, на страна овие што се најблизу, нели, водно вие секојдневие? Да. Но некое Значи, друго место што го сакате? Уживам во планинскиот масив на Шарпланина, на Кораб, на Стогово. На вистина, не можам да кажам дека и другите не се убави, прекрасни се, но можеби дека ни се вака тука најблиски, најчесто ги посетуваме. Мене највеќе ми се допаѓаат тие три, да кажам, планински масиви. Имам навистина многу дестинации, имаме прекрасни езера, прекрасни водопади и навистина греата луѓето да не излезат и да не уживаат во тие убави. Една од најдобрите можеби работи за личностите како вас се дека можат да служат како супер пример за останатите, посебно за тие што ќе кажат немам време, немам како и така натаму. Ако ја земеме предвид вашата професија и тоа што го бара, и фактот дека успевате да имате ваков тип на хоби, докажува дека може. Во тој контекст, чувствувате ли дека низ годиниве наназад сте биле добар пример и добра мотивација за други луѓе? Има ли некои такви кои се навлекле на планинарење, благодарение на тоа што вие сте им пријател, колега, тука некаде во окружувањето? Пак има многу. Има? Има, да. И јас сум многу среќен што сум им дал таков пример. Има некои луѓе дури што се откажали од пушење. Заради тоа што јас голем плюс. Сум бил досаден и ностоп сум зборел што се може да направи пушењето. Но пак, одлуката е лична, нели? Секој со својот стил и начин на живот. Како идеја, значи, да, сум имал влијание и од професионален аспект во областа каде што работам, но исто така и во спортски аспект, дека има влијание, како што исто луѓе од кои што мене ми биле идоли, јас сум земал позитивни примери и сум напредувал во животот. Многу ме интересира откако човек ќе отиде над 8.000 метри, откако ќе искуси се што ќе може да искуси во планина, колку тоа ве променило, колку тоа го менува човек во однос на неговото секојдневно живење во урбана средина, па некои проблеми кои што можеби ние мислиме дека се огромни, ама кога ќе се најдеме во некоја поинаква средина, можеби ќе сватиме дека се мали. И сега, како вас ви изгледа тоа живењето кога ќе се вратите од таму? Па, гледате, таму значи живеете во тој момент со цел прво да останете жив и да ја остварите целта да го искачите врвот. И тоа се навистина надчовечки напори од секој аспект, и физички, и психички, секакви напори. Кога ќе дојдете во земни услови, сите тие проблеми што ние мислиме дека се проблеми, всушност и не се баш некоја голема пречка во нашиот живот. Зашто едноставно луѓето треба да сватат дека најголемото богатство пред се е здравието и среќата, така. Како доаѓа среќата? Ако ние сами си ја направиме и работиме да имаме поквалитетен живот, инвестирајќи во нас, пред се во едукација, правење на добри дела, дружење со паметни и добри луѓе, а тие лоши работи едноставно нема да допираат до нас и сами ќе се одбиваат. Да, станавте по-отпорен, да речам, некако по-имун можеби на... Па да, видете се, и со текот на годините, и со текот на животното искуство, спортски успеси, работни успеси, едноставно сте над некои ситуации кои што други луѓе можеби многу влијаат на нив. Значи не можам да кажам дека само спортот или тие услови, едноставно ако ги земеме сите како коцки од мозаик, се надоградуваат една на друга и ве прават посилна, поистрена, можеби подобра личност. Но тоа сепак други луѓе треба да кажат, не секој да се збори за себе, да. Да, така ќе го завршам разговорот со другите, односно оние кои што ви се најблиски и веројатно мора да бидат поддршка штом вие во континуитет успевате да ги правите нештата што вас ве прават среќен. Тешко беше или лесно прво да ги убедите сите тие луѓе што ве сакаат и што им значите дека мора да се навикнат на ова?
Па видите, тоа е еден процес како десенсибилизација. Знаете, кога лечите некој од алергија, па постепено давате мали дози за да понатаму тие алергиски реакции бидат послаби. Така и јас сум почел со текот на годините да ги десензибилизирам моите блиски. Едноставно со текот на времето тие сватиле дека тоа што го правам е тоа што мене ми исполнува, ме прави среќен, ме прави можеби поистраен, поуспешен во животот и само ми кажа со среќа се врати жив. Значи навистина се навикнати веќе, тоа е тоа. Да. Имате комплетна поддршка. Ви благодарам многу. За мене сите одговори кои што ми ги дадовте се инспиративни навистина, затоа ќе ви посакам и да се искачите на нови врвови. Се разбира, се со цел и вие да се чувствувате поубаво, а потоа и еден ден да ни пренесете и нови добри искуства. Благодарам, се надам дека ќе продолжам понатаму исто така и ќе бидам достоен представник, амбасадор на Македонија. Да. Заради тоа што таму каде што одиме ние, секој си носи знаме и едноставно вие сте обележат. Да, ете добар пример. Супер. Да. Ви благодарам уште еднаш многу до следната прилика. Да. Се надевам дека нашите гледачи ужива во она што има прилика овој пат да го слушнат. Знаете дека во Fair Play ги сакаме и даваме простор за сите овие мотивирачки приказни кои се поврзани со спортскиот дух и начин на живот. Така ќе биде и во следното издание. Веќе оваа сезона ни доаѓа кон крајот, така што се гледаме и следната недела за соодветно да ја заокружиме третата сезона на Fair Play на Телма. До тогаш ви посакувам и вие да останете во добро здравје и добро расположение. We'll be right back.